Следите анализа на телевизија 24. Добра вечер, јас сум Христина Беловска. Европската комисија порача да расчистиме со корупцијата на сите нивоа. Како важен сигнал за враќање на довербата во судството се посочено завршувањето на судските предмети од некогашното СЈО. Има ли волја и капацитет обвинителството да се справи со неказнивоста? Што се истражува во аферата плацеви на Водно? Дали Али Ахмети е се подалеку од обвинителното столче во случајот за пропаднатиот попис? Каде води трагата на европските пари за образование, а каде е одговорноста на директорката Лидија Димова? На овие, но и други теми вечерва разговараме со републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски. Обвинителе, добра вечер. По 2 години вие сте повторно во студиото на телевизија 24. Со задоволство повторно сум во истото студио. Ке почнеме со она што е најактуелно, тоа е ковид пандемијата, не само во земјава и во светот. На некој начин и обвинителството е вклучено во овој процес, ги гоните непослушните. Во изминатите 7 месеци, ми се чини, колку обвиненија покрена обвинителството, имате ли статистика за тоа и колку пари се слеале од казни во буџетот? Обвинителството со прогласување на пандемијата, начинот на работа другачие го организира и приоритет во постапувањето им даде на предметите кои се однесува на почитување на одлуките на владата и здравствената заштита. Ние сметавме дека овие предмети се од суштествено значење што со оглед на тоа што јавното здравје е од интерес за граѓаните. До почетокот на есента ние имавме околу 3500 исторители на овие кривични дела, имавме околу 50 на физички лица и околу 50 на правни лица. Како што е познато, претежно беа лицата осудени или им беа изречени парични казни во делот на казнени налози или пак обвинителството поднесе до надлежните судови обвинителни предлози. И тогаш се појавија мислење дека е различна казнената политика, но обвинителството на почеток се раководеше во делот на изрекувањето на казните, тие од една страна да бидат прекор за сторителот на тоа кривично дело, а од друга страна да имаат и генерална превенција со цел другите луѓе да не го повторуваат, да не ги повторуваат овие дела. И на оние подрачја каде беше зачестено извршувањето на овие кривични дела, ние ја зголемувавме паричната казна. Точно колку собрани се средства, не може во овој момент да ви кажам, некаде од прилика просечно казните се по околу 2000 евра за овие случаи, но висината на паричната казна или средствата што ќе ги оствари буџетот се занемарливи, бидејќи во овој дел битно е сторителите да ја добијат заслужената казна, а во исто време и да се обезбеди превенцијата, односно другите граѓани да се клонат од вршење на ваков вид на кривични дела. Повторно нагласувам дека тоа е од интерес за јавното здравје. COVID-19 влезе и во судниците. Вие ги водите, вашите обвинители водат доста високопрофилни случаи кои се дел останати наследени од специјалното јавно обвинителство, дел ги водат во обвинителството за гонење организиран криминал. Денеска беше последното одложување со изолацијата на Миле Јанакиевски, претходно позитивен излезе Сашо Мијалков, во изолација се уште други обвинети. Се чини дека ниту времето, нити приликите работат за вас за да ги завршите овие судски процеси кои што долго ги ветувавте дека ќе им ставите крај. Која е алтернативата според вас? Дали е изводливо онлайн судење како што предлага и министерот за правда и како што тоа го нагласува и првиот човек на судскиот совет?
Во овој момент нема законски основи за судење онлайн. Ние, како што е познато, во неколку случаи во Основниот суд во Кавадарци обвинителството покаже дека може да учествува во онлайн судења, но тамо беше многу мал број и се постапки за лесни кривични дела каде има согласност од обвинетиот. За овие високопрофилни кривични дела до сегашното важечко законодавство не обезбедува основи да се судат на тој начин. Поради тоа е неопходно измена на процесното законодавство, но мора тука да потенцирам дека тој закон се донесува со двотретинско мнозинство во собранието. Вие би предложиле такво нешто? Па ние би се заложиле за такво нешто и има работна група која што работи на законот. Јас не знам дали овие нови моменти ќе ги вгради во законските решенија на новиот закон за кривична постапка. Не сум сигурен дали може одредени прашања да се регулираат со подзаконски акти, бидејќи кривичната постапка мора да ги обезбеди правата на обвинетиот. Само допуштете ми малку да илустрирам зашто не е можно кај овие високопрофилни случаи да се судат на овој начин. Например, председателот на Кривичниот совет како ќе го одржува редот? Ние не можеме да му ставиме обврска на обвинетиот тој да има интернет дома, да се вклучи во определен период. Што ако во тој момент не се вклучи? Второ, дали обвинетиот ќе биде во неговиот дом или ќе биде во канцеларијата на неговиот бранител, бидејќи тие една странка може да се консултираат во текот на процесот. Има многу отворени прашања што во овој момент ниту се надминати, ниту со примена на постојниве решенија може да се разрешат. За овие потешките случаи... Да консултираше министерот за правда пред да дава изјави дека треба да се има онлайн судење? Министерот за правда веројатно мисли дека тоа треба да се регулира на овој начин на кој јас зборувам, со измена на законите. Повторно прашувам, ние и да прифатиме да судиме на тој начин, како ќе го обезбедиме присуството на обвинетиот, како ќе се осигураме дека во просторијата во која е сведокот, само сведокот е, дека покрај него нема и други лица што можат да речеме за определени прашања да му сугерираат на кој начин. Како што и сега се обезбедени, меѓутоа би се сега се обезбедени, меѓутоа тоа е во една просторија каде што судот има увид и сите учесници во процесот има увид. Сведокот, потоа се знае дека во тој момент на поставеното прашање сведокот не комуницира со никој. Добро, сакам да ве прашам, го следите случајот Таргет Тврдина? Не, само уште овој момент. Мислам решението се надоврзува на оваа тема. Решението треба да се бара веројатно доколку сегашните простори на судниците се мали, треба судовите може да судат и надвор од судските згради. Имаше такви случаи на времето Змиско дека треба да се подредат со сите здравствени протоколи, држење на дистанца, не знам, со паравани и слично, навистина да има услови во оваа ново настаната здравствена ситуација да може судот без проблеми да работи. Ке се задржиме повторно на ова со онлайн судењата. Сакам да ве прашам во однос на во корелација со застарувањата. Сега дополнително и пандемијата ги отежнува условите за одржување, меѓутоа рокови течат. Поранешниот шеф на тајната полиција, меѓу другите предмети, е обвинет во клучниот процес за масовното прислушување и таму е за 3 дела, од кои што едното, најлесното примање награда за противзаконито влијание, застарува во февруари идната година. Мислите дека ќе се дојде до пресуда да се помине сите тие првостепена, второстепена потврда или ќе застари? Да, во тој предмет постои опасност во текот на јануари следната година за ова кривично дело незаконито влијание на сведоци има можност да застари. Чија ќе биде вината од застарување?
Во тој дел обвинителството ги презема сите мерки за обезбедување на судењето. Знаете дека имаше проблеми во делот на судовите и обезбедувањето на процесите во текот на летото и пролета, точно заради пандемијата. Но, друго сакам да истакнем, дека кривичните дела од кој е формиран овој предмет, таргет и тврдина, кои што во основа се заснуваат на злосторничко здружување и несовесно работење во стопанството, нема никаква опасност да Меѓутоа ќе влие на севкупната казна, доколку застари. Да, но ова дело по пропишаната затворска казна и последиците кои ги предизвикува е делот, се разбира, од многу помало значење отколку овие дела. Сте размислувале да предложите зголемување на рокот на застареност, со оглед на тоа што и во траекторија за Никола Груевски првично судијата Горан Бошевски одлучи дека застарува неговото дело, меѓутоа по жалба на обвинителката Лиле Стефанова го доби на апелација, со што доколку не докаже некакво примање на мито или пари, практично на пресуда ќе се констатира уште едно застарување во тие случаи. Што е вашиот став во однос на тоа? Ние не можеме и не треба сега да предложиме да се изменуваат роковите на застареност, бидејќи да се изменат тие рокови на застареност на конкретните случаи нема да имаат влијание со оглед на општото начело дека се применува поблагиот закон, а тоа значи во случајот ќе се појави како поблаг закон оној кој што важел претходно, но во овие предмети треба и обвинителството и судовите да направат све да ги оневозможат процесните изигрувања од страна на странки кои сакаат постапката да одолговлекуваат. Не ми одговоривте чија ќе биде вината ако застари делото за Мијалков. Јас уште еднаш ви реков дека на политичарите кои што се пазареа со законот кој што се чекаше за префрлување на предметите од СЈО кај вас за секаде има начелното правно мислење кое што беше во известен период. Секаде има по нешто. Во обвинителството нема вина? Па и во обвинителството можеби има вина со оглед на тоа што најпрво тие процеси ги отвори специјалното јавно обвинителство и постапуваше по нив, потоа дојде еден период кога тоа не беше функционално. Обвинителството кога утврди дека тоа обвинителство не е функционално и кога за неколку дена изминуваше рокот на неговото функционирање, ги презема предметите и ги презема не со намера овие предмети да застарат или да ги заташкат, туку ги презема со намера да добијат судска завршница. И јас мислам дека во тој дел ние го преземавме повеќе действија, некаде веќе поднесуваме обвиненија, некои истраги се затворени, некаде отворивме нови истраги. Ке зборуваме малку подолу за тие истраги кои што веќе ви се подготвени, а ги наследивте од СЈО. Сакам да се фокусираме на последната истрага за плацевите на Водно. Веќе во јавноста е познато дека се работи за пари над 1.300.000 евра, кои што наместо на партиската сметка на ВМРО ДПМН завршиле во джебот на првоосомничениот Никола Груевски, па потоа преку Белизе се вратени тука и се купени атрактивни плацеви на Водно од 11.000 метри квадратни. Ги знаеме тие детали, меѓутоа што вели до овој момент истрагата? Дали тоа се единственото земјиште или недвижност кое што се истражува во овој момент? Што се имате вие под лупа? Со цел да не и нанесам штета на истрагата, многу детали околу тој случај не би изложувал. Точни се овие констатации што вие ги изнесовте. Само можам да кажам дека обвинителството има сознание и за други недвижности и презема
действија во насока да се утврдат докази за тие недвижности. Исто така можам да ве информирам дека овие, како вие рековте, плацеви наводно се замрзнати, што значи дека е забрането нивното отуѓување и располагање со овие За предмети. какви недвижности зборувате тука во Скопје, во Македонија? Па, сегашните сознанија одат дека во Скопје. За голем број на недвижности се работи? Станови, деловни простори? Па, ајде оставете во тоа, истрагата нека го утврдува во детали, да не направиме некоја штета на процесот. Битно заклучокот е дека не е само тоа атрактивно земјиште на водно. Да, обвинителството во овој момент истражува и други околности во врска со тој настан и други имоти. Тоа значи дека се работи за повеќе пари. Од тие 1.300.000 кои што првично се Ке видиме до какви проценет. факти и податоци ќе се дојде во текот на истражната постапка. Вашата колешка во студиото на Телевизија 24, шефицата на одделение на обвинителството за гонење организиран криминал, кажа дека прво осумничениот веќе дал исказ, тоа е во 2015 година кога беше поднесена кривичната пријава од СДСМ, и тоа значи дека нема пречка понатаму тој да му се суди во отсуство. При тоа најави дека во овој период ќе се испрашуваат сведоци. Почнавте со испрашување на сведоци? Да, отпочнат е тој процес на изведување на докази во врска со утврдувањето на овие факти и околности за кои ви јас пред малку зборував. Во неколку наврати се споменува поранешниот министер за транспорт и врски, поврзан со овој случај. Го имаше во бомбата прислушуваниот разговор во кој што Груевски му објаснува план како да се стави подпорен зид, како да се маневрира со атрактивното земјиште. Во случајот Талир имаме сведочење од бизнисмени на последното рочиште дека се давани на рака 15.000 евра на барање на Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски. Тоа се поранешни функционери. Дали Миле Јанакиевски сведочеше во овој случај? Повторно, истрагата ме обврзува определени детали да не можеме во овој момент да ги изнесуваме во јавноста. Единствено само сакам да кажам дека обвинителството сите оние сведоци што се неопходни за конкретниот случај ќе ги сослуша и ќе се раководи од тоа каде доказите до каде ќе не однесат. Не исклучувате можност за проширување на листата осумничени, сега се 6 мина. Па не може во овој момент да се каже, но доколку повторно ќе речем доказите што ние ги обезбедуваме не донесат до и други сторители, тогаш апсолутно нема дилема дека обвинителството ќе отвори нова истрага спрема тие сторители. Едноставно можам да ви ветам дека обвинителството нема селективно да постапува и секој оној кој што направил кривично дело ќе одговара согласно закон. Истрагата воопшто не е наивна, се работи за огромна сума процената штета врз државниот буџет. Само за еден осомничен се бараше притвор, кумот на поранешниот премиер, и тоа е веќе во притвор. Зошто не се бараше притвори за останатите? Во образложението беше дека веќе имаат мерки, меѓутоа имаат многу поблаги мерки. Одземен пасош. Недопуштено е во кривичната постапка едно лице да во повеќе предмети да има мерки. Проценка на обвинителот кој постапувал по предметот беше ова лице дека за едно лице треба притвор, предложи притвор и тој притвор е прифатен од страна на судот, а додека за другите лица беше доволна гаранција со оглед на тоа што по други предмети им се определени мерки за обезбедување, дека во овој момент тие се доволни. Доколку состојбата се промени, може и предлозите на обвинителството се разбира да бидат поинакви. Барате меѓународна помош за овој случај? Да, но мора да разберете и во тоа е должината на определени постапки, дека кога се работи за меѓународна соработка,
действијата траат малку подолго. Од кои земји? Вашата колешка Русковска вели дека парите се префрлани во земјава преку банка од Кипар. Има повеќе моменти во тој дел и повторно ќе речем, допуштете тоа да не направиме штета, бидејќи ако ние ги предјавиме действијата, може да се случи одредени траги докази да се избришат, да нестанат, но сигурно дека средствата, парите се движени во повеќе земји и обвинителството мора да обезбеди докази. Ете тоа можете да го споделите. Да обезбеди докази за тој дел. Колку земји во овој момент не можам да прецизирам, бидејќи целосно тие прашања не се согледани. Ако кажам 1, 2, 3, може да обезбедиме докази или доказите да бидат сосема поинакви, но едноставно треба да се има предвид дека овие, повторно ќе речем, действија треба меѓународна соработка. Обвинителството во повеќе случаи имало успешна соработка со надлежните органи на други земји. Оваа истрага ја отвори обвинителката Лиле Стефанова од СЈО, практично произлезе од фамозната империја, која што понатаму имаше некаков друг исход врз други постапки, конкретно врз случајот Рекет. До каде е империја и зошто се има впечаток дека ништо не се случува во таа постапка? Јас не го давам впечатокот дека ништо не се случува во таа постапка. Обвинителството во таа постапка активно работи, односно обвинителите кои постапуваат по овој предмет. Ние од преземањето на предметот со цел да се забрзаат процесите определивме, покрај другото определивме таму и двајца обвинители да преземаат действија. Можеби вас ви изгледа дека не се преземаат действија затоа што не се повикуваат во овој момент сведоци, но сведоците не само што не ги повикувавме заради ковидот, туку и во тој предмет има сослушано определен број на сведоци. Претежно во изминатиот период обвинителството действијата ги насочи кон обезбедување на други докази. Сега предметот е во фаза на вештачење и мислам дека не остануваат уште многу действија во текот на истрагата. Проценка во временски период кога би се приближил во фаза на обвинение? Имате таква проценка? Мислам дека нема тоа долго да трае. До нова година? Може. Господине Јовојски, дали некој во обвинителството го штити Орце Камчев? Мислам не. Зошто не е во притвор? Ова ве прашувам затоа што излезе од притвор и како сведок во судскиот процес Рекет призна дека дал пари за да излезе од притвор. Практично тој тврдеше дека му бил земен Рекет, меѓутоа неговото признание е едно во судница, е друго за другиот предмет во кој што е осомничен. Зошто обвинителството не бараше притвор по оваа основа? Предметот Рекет воопшто нема да влијае на предметот, како го викате вие, империја. Тоа се сосема два различни предмети. Во предметот Рекет лицето за кое прашуваше не беше обвинето од едноставна причина што и тоаш ја појаснивме таа околност, што доказите на кои го заснуваме тој предмет претежно ги обезбеди тоа лице. Ке го имавте случајот Рекет да не беше Орце Камчев, дали ќе го добиевте? Немаше да го добиеме затоа што немаше да стасате до пресуда без немаше ние ниту предмет да отвориме доколку не беа доказите. Тоа е јасно, се отвори по негова пријава. Меѓутоа дали ќе добиевте пресуда? Не само пријава, и материјалните докази, видео снимките, комуникацијата друга претежно беше од сведокот. Пресудата и тоаш беше проценка на обвинителството, кој интерес е поголем. Обвинителството застана на становиште дека подобро е да се отвори тој предмет,
да се утврдат фактите и да се понесе одговорност за кривичните дела за оние кои што ги сториле. Добро, пресудата за овој случај Рекет се споменува и во извештајот на Европската комисија како еден позитивен пример за справување со корупцијата, бидејќи најмоќната жена во правосудството заврши во затвор. Исто така се констатира дека е постигнато одреден напредок, дека земјава е умерено подготвена, дека при утврдување на одговорност, начинот на кој се постапува и на крајот како се затвораат судските предмети од СЈ. Го начнавме ова и на почетокот, дека ќе бидат важен сигнал за враќање на довербата во судството. Довербата е на многу ниско ниво и кон обвинителите и кон судиите. Што се случува со предметите на СЈ? Голем дел од нив веќе требаше да бидат во судница, се најавуваа обвиненија, еве конкретно со Поштенска банка. Обвинителот Бурим Рустеми пред 10 дена потврди за телевизија 24 дека е пред обвинение случајот, дали е подготвено, дали е напишано? Се согласувам дека значено е предметите од кои беа во надлежност на поранешното специјално обвинителство да добијат обвинителска или судска разрешница и повторно ќе нагласам дека целта на преземањето на предметите беше кога стана тоа нефункционално обвинителство да може кривичниот прогон натаму неспорно да се одвива. За предметот за кој конкретно прашувате, истрагата е завршена, обвинителот за тоа ја известил одбраната, течеше рокот од 15 дена за евентуално нивни предлози за дополнување на доказите или обезбедување на докази во нивна корист и сега обвинителот работи на донесување на обвинителска одлука. Значи уште се пишува? Па, мислам дека деновиве за многу кратко време ќе останат ли на број сите осумничени? Постоеше една таква можност дел да се спасат поради фактот дека бомбите нема да бидат непосредни докази? Да не ја предуцираме одлуката во овој момент, да почекаме уште некој ден. Обвинителството ќе излези со информација што ќе стане конкретно со овој предмет и каква ќе биде одлуката на јавниот обвинител кој постапува по овој предмет. Што се случува со истрагата за Попис? Неодамна Али Ахмети, лидерот на ДУИ, беше на распит во обвинителството. Ќе има тој случај обвинение или е се подалеку од таа фаза? Во тој предмет истрагата исто така е завршена. Обвинителката која постапува по предметот ја изготвува јавно обвинителската одлука и можем да кажем во овој момент само дека во основа тој предмет се заснуваше на прислушуваните разговори, но со новиот закон за јавно обвинителство, на обвинителството му е на некој начин забрането да ги користи овие докази, но ќе почекаме одлуката на јавниот обвинител. Сакате да кажете дека немате други докази освен? Не, само јас ова го спомнав, но дозволете да почекаме за неколку дена јавниот обвинител кој постапува предметот да донесе своја одлука. Добро, тогаш не се исклучува и можноста истрагата да биде затворена и да заврши без обвинение. Ќе направам една паралела. На 21 март во 2018 година Мокник, Попис и Актор беа презентирани и отворени како нови истраги. Прва во судница стигна Мокник. Таму се прифатени и покрај таа одлука од законот, колку што сум информирана, се прифатени и бомбите како посредни докази. Да. Правам паралела со случајот Попис. Дали во овој случај, бидејќи се работи за истраги кои што се отворени во ист период, Актор, еве ќе изземам, се работи за постапка која што имаше и меѓународна правна помош, па веројатно за тоа може да го
пролонгира завршувањето. Дали со мокник се врши некаков притисок врз Антонио Милошовски од опозицијата? Мислам дека сигурен сум дека апсолутно не може да се свати дека поднесувањето на тоа обвинение значи определен притисок. Поднесувањето на тоа обвинение значи дека обвинителството обезбедило... Така го толкуваат во партијата. Обезбедило доволен број доволно докази за да ги подкрепи наводите на кои го заснува конкретното обвинение. И во тој дел по новиот закон прислушуваните разговори може да бидат само индиција, а обвинителството не може обвинението да го темели врз основа на прислушуваните разговори, каква што можност му беше дадена на специјалното јавно обвинителство во време кога беше во важење законот за специјалното јавно обвинителство. Тука правиме пауза за реклами, па се враќаме и со други теми во студиото. Следите анализа на телевизија 24. Гостин во студиото е јавниот обвинител на Република Македонија Љубомир Јовевски. Господин Јовевски, почнаа ли да функционираат истражните центри кои што се долго најавувани и кои што се очекувани токму поради фактот дека ќе се забрзаат постапките, ќе имаат обвинителите на располагање истражители за да им ги водат некои од ситниците со кои што секојдневно се сопнуваат во тие постапки? Во 4 основни јавни обвинителства веќе функционираат истражните центри. Тие не се целосно заокружени и опремени, но се доведени во состојба да бидат функционални. Тоа се обвинителствата во Тетово и Куманово, во основното јавно обвинителство во Скопје и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во Скопје. Во овие обвинителства преземени се истражители од полицијата и од финансиската полиција. Колкав број на луѓе станува збор? Па во основните јавни обвинителства во Тетово и Куманово преземени се по 20 истражители. Во другите две обвинителства во Скопје и во обвинителството за организиран криминал и корупција по 6 јавни обвинители. Овдека мора да истакнем дека во обвинителството за организиран криминал и корупција се уште се користат и лица кои му се ставени припадници на судската полиција, кои му се ставени на располагање на јавниот обвинител, а исто така во делот на предметите за организиран криминал ги задржавме тие истражители, односно лица кои што им беа дадени на нивно располагање. Така да има повеќе истражители во сите јавни обвинителства. Исто така донесен е подзаконски акт за постапување по предметите и за работа во истражните центри. Овие истражни центри треба да ги докомплетираме со стручно-административен кадар, сега се користат ресурсите од досега обвинителствата со кои досега кои што се доста скромни. Да. Добро, кога сме веќе кај ресурси и капацитети, се очекуваат нови обвинители, засилување во обвинителството за гонење организиран криминал. Се работи за 5 колеги. Докаде е таа постапка? Имате ли најави за избор? Кога ќе ги добие Русковска колегите на испомош? Кога огласот заврши, пријавени се повеќе кандидати, сега треба да се пристапи кон селекција на кандидатите. Советот на јавни обвинители ќе направи интервју со кандидатите што се пријавени, потоа исто така ќе треба со оглед дека во минатото овие кандидати не се оценувани, ќе треба да се оцени нивната досегашна работа и потоа Советот да пристапи кон избор на кандидатите за обвинители во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Очекувате во тој тим да влезат обвинители од поранешното СЈО, бидејќи има кандидати од тоа
обвинителство? Тие обвинители сосема можат и се пријавени на огласот и ќе имаат подеднакви услови како и другите обвинители кои што ги исполнуваат условите. И мој впечаток дека и овие обвинители не треба да се за овие обвинители не треба да се занемари фактот дека тие во изминатите години работеа на дошта тешки и сложени предмети, работеа во едно подруго време и сигурно тие дека се драгоцен обвинителски кадар. Тоа што Меѓутоа, водите една истрага која што се однесува на исплати, на додатоци за доверливост. Дали тоа може да се прочита како еден сигнал дека обвинителството може би нееднакво ќе ги третира или дека тоа е оружје за пресметка и елиминирање на овие обвинители во тој тим? Не, апсолутно. Апсолутно не. Обвинителството за организиран криминал отвори постапка и тоа што го тие действија што ги правила специјалната јавна обвинителка не може да се припишат во действија на сите обвинители на тоа обвинителство. Во тоа обвинителство, повторно нагласувам, има стручни и вредни јавни обвинители. Законот за јавно обвинителство, според него, треба да, освен кадровско освежување, да се добија и поголем буџет. Имате верба дека ќе се оствари тоа? Законот пропишува добро решение што 0,4% од буџетот треба да му припадне за потребите на обвинителството и тоа некаде значи дека обвинителството би добило околу 100% зголемување на досегашниот буџет. Ние имаме разбирање за состојбите во буџетот и при нашите побарувања за следната финансиска година се движевме помалку од овој процент и некаде со Министерството за финансии разговорите се движеа за следната година тоа да биде околу 0,3% од буџетот, но до крај, искрен да бидам, не сум сигурен дали овој процент ќе се обезбеди. Што значи тоа? Малку е нејасно за гледачите. Што значи тоа? Што ќе добие обвинителството? Ќе добие стручни соработници? Ќе добие опрема? Што се треба да биде? Во рамките на тие финансиски средства со кои се покрива дејноста на обвинителството, ние бараме да се обезбедат плати за нови вработувања за стручни соработници. За колку имате мислено? За напредување, ние имавме побарување за 91 човек за следната година извршител, еден по основ на пензионирање, другите нови вработувања и тоа претежно во делот на стручно-соработничкиот кадар и делот на записничари по конкретните предмети, но очигледно дека во оваа состојба на и финансиска кондиција на буџетот, дека не може или несоодветно е цел тој број на побарување да го добиеме и некаде нашите потреби ќе ги сведиме на околу 60-70 нови вработувања. Јас имам концепт дека секој обвинител во основно јавно обвинителство треба да има стручен соработник. Сега ние го немаме тој број и многу работи кои што треба да ги извршува стручен соработник сега се товар на јавните обвинители. Да се вратиме на делот истрагите кои што во обвинителството за организиран криминал се водат паралелно во координација со финансиската полиција. Јавноста е заинтересирана за последниот случај со истрагата за директорката на Националната агенција за европско образование Лидија Димова. Какви сомнежи имате во однос на незаконски действија кои што се проценуваат во овој случај? Таму финансиска полиција најави, а во меѓувреме можеби е доставена кривичната пријава до основното обвинителство за гонење за организиран криминал и корупција, во која се работи за
4 кривични дела, од кои 2 самата директорката ги извршила, а додека во другите 2 со други извршители, но сепак тоа е само кривична пријава. Обвинителството треба определени факти наводи во врската. Тоа не е од граѓанин, сепак од финансиска полиција, што значи е сработена и има основ за сомнежи што понатаму би можеле да прераснат во основано сомнение. Токму тоа го зборувам, дека тие наводи во кривичната пријава кои се подкрепени со определени докази, обвинителството треба да процени дали се доволни, дали не се доволни, дали ќе отвори истрага. Во основа тоа се злоупотреба на службената положба и овластување. Мислам дека во основа е тоа пријавата. Надвор од овој актуелен случај фризерница, како што го нарекуваат медиумите, има и други... Офатен е тој случај, има и други случаи на излекување на 15 месечини, ако добро го запамтив, број 15.000 евра од касата на агенцијата и има уште некои други действија за кои се... Ова сега што го кажавте е непознато за јавноста. Јас не знам кои детали се познати, но и затоа реков, треба сите овие наводи во кривичната пријава да се документираат со определени докази. Ке докажете дека Фросина Ременски му помагала на Боки 13 во измамата на бизнисмени? Тоа дело е веќе тој предмет е во судска постапка, во доказна постапка. Таа тврди дека немате докази. Мислам дека обвинителот кој го застапува тој предмет е уверен дека пред судот ќе го докаже тоа и јас мислам дека таму има определени докази кои што го подкрепуваат, односно го документираат извршувањето на делото. Надвор од финансиските истраги тие случаи, јавноста најмногу е заинтересирана за случајот Монструм. Таму има судска голгота за вклучените странки во постапката повеќе од 8 години. Процесот е некаде при крај. Може ли да се очекува преквалификација на обвинението? Сега сторителите се гонат за тероризам. Како што е познато, Врховниот суд ги укина тој предмет специјалното јавно обвинителство во станови надлежност, дека предметот е во повторна постапка, дека одржани се повеќе рочишта во тој предмет. Точна е констатацијата, јас знам дека до завршување на доказната постапка се потребни 1 или 2 рочишта на кои треба да се изведат докази со слушување на сведоци на одбраната и ми се чини дека уште едно вештачење, а потоа следат завршните зборови. Во овој момент не може да се каже какви ќе бидат завршните зборови и на која линија ќе одат обвинителите што го застапуваат обвинението, бидејќи тоа зависи од доказите што биле изведени на главниот претрес. Доколку одредени докази фрлат по инаква светлина или значат во одредени факти и околности подруго да се толкуваат, соодветно ќе постапат јавните обвинители. Но во овој момент апсолутно не може да се зборува дали ќе дојде до преквалификација, дали ќе се остане на тоа обвинение и слично. Најпрво треба да заврши процесот на целосно процесот на изведување на докази, посебно да се изведе тоа вештачење и доказите и сведоците да се сослушаат на одбраната. Овој случај го отвори обвинителката Гордана Гешковска. Истата обвинителка против која се водеше дисциплинска постапка заедно за Нејзе, за Златко Биковски и за Јово Цветановски, но не за Монструм, за случајот 27 април, поради пропусти во водењето на истрагата. Мислам дека беше ненаправен увид
Зошто поминаа со најблаги дисциплински мерки? Таа постапка се уште не е завршена. Сега е во процес на жалба пред Советот на јавните обвинители, но и покрај тоа ја што сум член на Советот на јавни обвинители, во конкретниот предмет не учествувам во донесувањето на одлуките, бидејќи поведувањето на постапката беше по мој предлог. Дисциплинската комисија која постапуваше по овој предмет им изрече парична казна, со тоа свесно го прекрши законот, бидејќи кога ги најде одговорни за потешката повреда, дисциплинска повреда, според тогашниот важечки закон можеше да се изрече само мерка разрешување. Се жалеа јавните обвинители, исто така имаше жалба и од јавниот обвинител на Македонија. Советот ја укина таа одлука, го врати предметот на повторна постапка. Повторно дисциплинската комисија ги изведуваше доказите и повторно донесе парична казна, и повторно донесе одлука и им изрече парични казни, и сега повторно е предметот пред Советот на јавните обвинители во жалбена постапка. Може да се очекува и разрешување како најтешка Не мерка? знам, ако ја прифата жалбата на јавниот обвинител, може. Вие барате тоа? Јас барам да се примени законот во конкретниот случај. Разрешување, затоа што судскиот совет, за разлика од обвинителскиот дел, е на некој начин пофален во последниот извештај, дека има проактивна улога во обезбедувањето на правдата. Еве ќе подсетам дека тројца суди, Јово Вангеловски, Рахилка Стојковска и поново Мустафа Шахини, беа разрешени, а се чини дека обвинителството, освен за случајот со Катица Јанева, кој што е еден, нема волја да се пресметува со оние кои што го прекршуваат законот во своите редови. Затоа и ве прашав дали може да се очекува. Па може, еве, ова е малце подрастичен пример околу оваа дисциплинска постапка што се води. Обвинителството во овој момент согледува и постапување уште на двајца јавни обвинители за кои првичните со сознание дека постапиле нестручно и несовесно, но не може во овој момент да се каже дали ќе биде отворена дисциплинска постапка против нив, но единствено ова го илустрирам го кажувам со намера да илустрирам дека обвинителството е посветено во своите радови да функционира одговорноста, зашто во спротивно ние немаме морално право во судница да застапуваме некој што би прекршил законите, а спрема нашите повреди или нашето непостапување по законот да се однесуваме другачие. Мора да изградиме обвинители кои што ќе бидат безкомпромисни во борбата со криминалот, не само што тоа се заложби на Европската Унија, туку затоа што тоа се и потребите на граѓаните. Мора да се справиме со корупцијата, со организираниот криминал и мора обвинителството во овој дел на вистина сериозно да се зафати во делот на одговорноста на јавните обвинители и дали тука зборуваме за така наречениот процес на прочистување? Бидејќи најмногу е употребуван во политичкиот речник, меѓутоа и вие во, колку што паметам, во новогодишното обраќање минатата година, токму во таа насока го кажавте истото ова што сега го зборувате. Дали е тоа процес Еве и на овие 20 обвинители почистување? кои што ги испитувате дали постапувале законски, дисциплинската постапка против Гешковска, Биковскиот, дали тие влегуваат во така нареченото прочистување во обвинителството? Па дали тоа ќе се нарече процес на прочистување или некако или ќе се избере некој друг термин, но сакам да кажам дека тие процеси на одговорност во обвинителството биле и се води сметка за тоа. Тоа се тие прашања и обвинителството и другите институции мора да смогнат сили за да се расчисти со
овие појави за да се расчисти со несоветното однесување и едноставно пак ќе повторам дека тоа од интерес за ова општество. Не може ние да трошиме пари на граѓаните, а да не ги извршуваме своите функции. Само уште едно прашање имам за крај. Се актуализираше еден период од страна на обвинетите во судските постапки на СЈО, случајот со аболицијата, односно со жалбите во Страсбур. Дали очекувате дека предметите би можеле да паднат овде, токму поради таа донесена па повлечена аболиција? Не сме го слушнале вашиот став по однос на тоа прашање. Мислам дека предметите не може да паднат пред судот во Хаг. Тука има, зошто не можат, по мене има неколку моменти. Прво, сите тие помилувања се однесуваат на една група на предмети, една група на сторители кои подпаѓа под надлежноста на специјалното јавно обвинителство. Потоа беа помилувани и лица кои воопшто не беа осомничени или против и кои кои воопшто не се води постапка. Друг аспект на кој мора сериозно да се посвети внимание во делот на опсегот, дека не станува збор за помилувања. Помилувањата се поименично. Овдека станува збор за амнестија која што е во надлежност на собранието, не е во надлежност на председателот. Следен момент е дека не е спроведена постапка согласно законот за помилување, дека тие решенија не се за решенија конкретни за помилување или одлуката за помилување не се заснуваат на одредбите на законот за помилување со оглед на дека беше применет неважечки член. Ако сето ова се има во контекст во делот на разрешувањето на ова прашање, мислам дека не може да стане збор за повреда на правата на овие лица. Инаку не само во нашето право, стандарде и во другите законодавства, дека еднаш даденото помилување не може да се отповика. Но станува збор за помилување кое е во рамките на закон. А овде, како што изложив, има многу елементи кои укажуваат дека не е постапено согласно на закон и дека не се работи за помилување. Ви благодарам за вашето гостување во студиото на Телевизија 24. Благодарам и јас. Ми беше задоволство. Вам, почитувани, ви благодарам што не следевте.